Во наредните 48 часа, македонските студенти ќе креираат иновативни решенија и ќе бараат иновативни идеи за решавање проблеми на земјата, како и решенија за живот во Вселената во рамки на глобалниот надпревар на Американската вселенска организација под името NASA EPS Challenge. Македонија, воедно и Битола, по втор пат зема учество во овој светски хакатон надпревар. Се работи за еден буквално програмерски и хардверашки, да речеме, маратон, каде што надпреварувачите дават решенија на предизвиците кои што ги постави НАСА. НАСА постави 6 проблеми кои што програмерите и другите ентузијасти и графички дизајнери треба да понудат одредено решение. Дали тоа ќе биде апликација, дали тоа ќе биде некој хардвер, тоа се останува на изборот на надпреварувачите. На надпреварот учество земаат и останатите земји од Балканот, а решенијата учесниците треба да ги достават до НАСА најдоцна до недела во 19 часот. Предизвик да се направи решение оригинално, иновативно, кој ќе одговори на предизвиците на НАСА. Значи, предизвиците се различни од како да се направи некоја Android апликација која ќе следи движењето на месец или слично, па се до да се направи некој хардвер кој ќе реши одреден проблем, дали тоа пат на Марс, пат до месечината и така натаму. Домаќин на овој надпревар во Битола е Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Факултетот за информатички и комуникацијски технологии ова година е домаќин на глобалниот надпревар NASA EPS Challenge. Ние како домаќини за овој надпревар обезбедуваме простор и техничка опрема за негово одржување. Факултетот за информатика редовно ги поддржува ваквите настани и наши студенти редовно учествуваат на овие настани. Учесниците од Битола кои беа дел од овој надпревар и минатата година запишаа доста забележителни резултати. Денеска ќе презентирам контрола на робот со 2 радиостаници. Лани учествував исто така на овој надпревар, добивме второ место. Изработивме ровер. Најдобрите тимови ќе имаат можност да влезат во Европската програма за акцелерирање на проектите, која што ќе им помогне да ги реализираат своите проекти.